Вечерва ќе се опипа пулсот на народот. Дали е навистина премногу, како што и гласи паролата на вечерашниот протест кој треба да започне во 20 часот. Какви пораки ќе бидат упатени кон јавноста? Какви барања ќе бидат упатени кон политичкиот врв? И дали на вистина е премногу од досегашните политики на владеачката коалиција, бидејќи се очекува поддршка од сите страни на Македонија и не само од партиските членови, туку од сите оние на кои им е премногу од овие политики. Во овие вести разговарам со пратеничката од ВМРО ДПМН Жаклина Пешевска. Добре дојдовте во вестите на Алфа. Еве гледаме тука веќе се подготвува за вечерашниот протест. Дали очекувате масовна поддршка вечерва? Да, токму така, добре ве најдов и благодарам еве за поканата. Како што гледате, веќе течат последните подготовки за вечерашниот сенароден митинг овде на платото пред владата. Инаку овој митинг кој што го подготвувавме повеќе од месец дена и во последниве денови и недели, всушност во општинските комитети низ цела Македонија, низ сите градови се бара плюс возила за да дојдат што повеќе луѓе. Тоа ни кажува дека има огромно незадоволство и овој митинг ќе биде една силна порака, еден одговор на погубните политики што сме сведоци последниве 5 години. Како што гледаме дека последниве 5 години во било која област што и да донесеа законско решение предизвика силен револт. Всушност ние завршуваме како земја со највисока инфлација во регионот, со највисок јавен долг, со највисоки цени на прехранбените продукти, на нафтата, на струјата, на енергенсите, а во исто време со најниски плати, во исто време со најмалце капитални инвестиции, значи нема изградба на автопати, болници, железнички сообраќај и така натаму, но затоа имаме непродуктивни трошоци огромни од страна на владата и следствено всушност, овој митинг е еден од чекорите кои што беа превземени претходно, нели нашата партија, нашиот претседател понуди рака на Димитар Ковачевски премиерот, но ја одбија, како и се што одбиваат впрочем. Потоа следствено беше активната блокада во собрание која што се уште трае, веќе еден месец и повеќе, и следствено е овој митинг вечерва, за кој што ви кажав дека не само од членовите на партијата, веќе и спомнавте во прашањето, всушност и неопределените граѓани во Република Македонија кои што се обраќаат до нас, за кои што апелирам да дојдат вечер да се приклучат на нашиот митинг, искажуваат огромно незадоволство буквално во сите ресори, во сите области и да пратиме една гласна и силна порака дека всушност е премногу од овие погубни политики, од овие национални понижувања и дека треба промени дефинитивно се решение предвремените парламентарни избори со кои што оваа влада треба да се тргне од власт, за кое што кажав и претходно дека всушност нема веќе капацитет да остане на власт. Претходно се направивте и чекор кон активна блокада на собранието. Еве вие сте пратеник. Како функционира во моментов собранието? Гледаме дека тоа се работи за активна блокада. Вие сте постојано во собранието, меѓутоа од другата страна што се случува? Дали во моментов собранието е функционално и дали парламентарното мнозинство ги слуша вашите препораки за се она што треба да биде во интерес на граѓаните? Всушност, активната блокада беше одговор на нивниот игнорантски однос, затоа што ние многу пати понудивме решенија, многу пати понудивме закони кои што би требало да подобрат ситуацијата и во пандемијата и сега откако настана војната со Украина за подобрување на економските пакети и мерки и така натаму, но гледаме еден игнорантски однос и затоа се приклонивме кон активна блокада, што всушност не значи блокирање на сите закони. Сега го работиме конкретно ребалансот на буџетот, кој што ние сме за да се донесат што повеќе амандмани и имаме околу 174 амандмани кои што се всушност барања на граѓаните, на синдикатите. Вчера бевме сведоци на комисиската расправа на Комисијата за финансирање и буџет. Всушност тие се приклонија кон неограничени дебати, значи пратениците од власта, и мислам дека нивната тенденција за да обструираат, да не почне амандманската расправа во понеделник, навистина не им оди во прилог и уште еднаш докажуваат дека немаат одговорност. За капацитетот нивни да не говориме, веќе знаеме и претходно спомнав. Така да остануваме на тој став дека активната блокада треба да продолжи, нормално не за оние закони кои што се за добробит на граѓаните.
Дали следуваат и други протести или може би уште повеќе ќе се радикализираат чекорите за да се стигне до она главно барање за предвремени парламентарни избори? Ние како партија сме секогаш за демократски методи и секогаш сме одлучни, значи чекорите ги осмислуваме со консензус, со разговор во партијата на извршниот комитет, така да следствено после овој митинг следува едно лето кое што ќе биде работно лето за нас. Не отстапуваме, за следните чекори конкретни ќе бидете своевремено информирани, но нема да оставиме буквално да се лагодни веќе во власта, затоа што дефинитивно треба да си заминат и нормално сите демократски алатки и методи ќе ги искористиме за да известуваме предвремени избори да се промени власта, затоа што сите апели од граѓаните, како што ви кажав, не само од нашите членови, туку и од определените, се тие дека треба да има промена на власта и дека ние не треба да сме неми наблюдувачи на сето она што се случува во државата, во собранието и така натаму.